Учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи кои на 16 март учествуваа на меѓународен натпревар по роботика постигнаа одлични резултати. Со нивната ангажираност и ентузијазам донесоа специјална награда пехар со која училиштето па и општината се посебно горди на овој резултат. Тимот по роботика денеска ги посети градоначалникот Никол Чилиев кој им честите за постигнатиот успех. Успехот не дојде случајно и затоа и освоивте награда, како што слушнав и разбрав дека наградата е освоен за најбрз напредок, што значи дека она што го работите дава резултати и така очекуваме и во иднина да продолжите со работа, со труд, да ги постигнувате што е можно поголеми и подобри успеси, да ја представувате и вашето училиште, а секако да ја представувате и општина Кочани. За надпреварот и конкуренцијата што тимот по роботика имаше во цела Република Словенија, од изјавата на Сузана Анева, еден од менторите на учениците. Надпреварот беше организиран на многу високо ниво, но сепак ни беше чест што бевме дел од истиот надпревар. Самата конкуренција беше многу силна, но со упорноста и тимската работа на самите ученици успеавме да докажеме дека можеме да ги совладеме сите препреки. Поминавме еден доста добар и убав прекрасен ден, исполнет со детска смеа, забава, дружење, а се разбери надпревар. Самите ученици на надпреварот, односно екипата на Robo Adventures, не само што се закити со пехар, тие стекна едно огромно искуство, нови пријателства и се разбира се вратија дома со огромна мотивација и инспирација за уште поголеми успеси. Учениците пак задоволни од постигнатиот успех, бидејќи како што рекоа тие овој резултат се должи на напорната и тимска работа, како и желбата да се биде помеѓу најдобрите. Јас сум Анастасија Додевска, дел од тимот за роботика од Кочани, Основното училиште Свети Кирил и Методи. Ние со нашиот тим Robo Adventures, во кој има 9 членови, учествувавме на регионалниот надпревар во Целје, Словенија, на роботика. Таму освоивме пехар за бидејќи постигнавме многу добри резултати со многу слаб робот, но го напредивме 2 недели пред надпреварот, додека другите тимови има многу повеќе време од нас за да програмираат со тој робот. На надпреварот си поминавме многу интересно, имаше многу забава, се дружевме со сите тимови и соработувавме и сме задоволни од успехот што го постигнавме. Јас сум Андре Витков. Клучно за пехарот што го освоивме беше работата, значи нашиот труд што го имавме вложено, бидејќи иако имавме многу послаба и постара опрема од другите, сепак ние докажавме дека со труд и со волја може да се добие да се победи. Тимот од Основното училиште Свети Кирил и Методи е предводен од менторите Сузана Анева и Надеда Виткова, а патувањето во Целје го овозможија локалната самоуправа на општина Кочани, како и неколку приватни локални компании. За 10 дена ќе биде познато дали овој тим на млади ентузијасти ќе продолжи да се надпреварува и во светски рамки.